Го гледате дневникот на регионалната К1 телевизија. Настаните кои информативната редакција ги одбра за денес ги донесуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Бура од реакции за добрососедскиот договор со Бугарија. За светскиот македонски конгрес тој е неприфатлив. Здравко Чолик на овогодинешната питијада. Општина Велес најавува засилени организацијски активности. Успехот на неготинските спортисти кикбоксери беа повод да се сретнат со градоначалникот Ванчо Апостолов. На 1 август во владата на Република Македонија премиерите на Македонија и на Бугарија ќе го потпишат договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу двете земји. По прифаќањето на содржината на договорот на двете влади, македонската страна во целост ја објави содржината на документот. Колешката Дијана Иванова со деталите. 5 дена пред потпишувањето владата го објави договорот за добрососедство со Бугарија. Целта на истиот е унапредување на соработката во културата, образованието, здравството, социјалната грижа и пријателството. Двете страни ќе организираат со заемна согласност заеднички чествувања на заеднички историски настани и личности, насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на европските вредности. Право е на сите држави да се грижат за интересите на своите граѓани во други земји. Некои тоа го имаат дефинирано со устав, некои го немаат со устав. Ние со промените на уставот тоа право повеќе во уставот не постои, но тоа не значи дека Република Македонија не треба да се грижи за правата на своите граѓани било каде во диаспората, односно надвор од Република Македонија. Тоа уште еднаш ја гледате суштината на самата точка од членот 11 од договорот е вика во согласност со меѓународното право. Договорот за добрососедство со Бугарија во ваква форма е штетен и неговата примена ќе има негативна импликација, сметаат од ВМРО ДПМН. Договорот може да отвори стари историски рани. Може да нанесе болка кај многу семејства, чии предци се бореле и биле жртви за автономија, за самобитност и самостојност на Македонија и за културна и историска засебност на македонскиот народ. Уште повеќе, примената на овој договор без прифаќање на конструктивните забелешки и предлози кои ние ги дадовме и споделивме со господинот Заев, на среден и долг рок ќе нанесе реални штети врз нашата иднина, иднината на Република Македонија. И додека дел од граѓаните на Република Македонија јавно преку социјалните мрежи негодуваат на содржината на договорот, а историчарите бараат власти и опозицијата да постигнат единство околу македонските државни и национални интереси, да пристапат кон изготвување на македонска државна стратегија, во која јасно ќе бидат дефинирани столбовите на македонската државност, за кои ќе нема никакви преговори. Амбасадата на САД во Скопје и Софија преку заедничко соопштение го поздравија одобрувањето на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Договорот ги потврдува блиските врски меѓу Македонија и Бугарија и ја демонстрира добрата воја од страна на двете држави да ја засилат меѓусебната соработка во интерес на своите граѓани. Таквиот ангажман представува охрабрувачки пример за решавање на спорните прашања меѓу соседите и затврстување на политичката стабилност и засилување на економскиот развој на Западен Балкан. Ние ги поздравуваме Македонија и Бугарија за овој историски чекор насочен кон иднината. Се наведува во соопштението на амбасадата на САД во Скопје и во Софија. Според најавите, договорот за добрососедство ќе биде потпишан на 1 август во Скопје, кога се очекува да пристигне официјална владина делегација на Бугарија. Документот ќе биде потпишан на македонски јазик според Уставот на Република Македонија и на бугарски според Уставот на Република Бугарија. Неговата примена ќе стартува по ратификацијата во македонското и бугарското собрание. Остануваме на истата тема. Светскиот македонски конгрес го отврла потпишувањето на договорот со Бугарија. Според председателот Петров, договорот за нив е неприфатлив, бидејќи не бил базиран врз принципи на еднаква сувереност. Се додека за Софија македонците се бугари, а македонскиот јазик дијалект на бугарскиот,
Македонија дел од Бугарија. Договорот за добро соседство представува велепредавство на нацијата, вели во изјава за регионалната К1 телевизија Тодор Петров. Се додека за Софија македонците се бугари, македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик, а Македонија е дел од Бугарија, договорот за добрососедство представува велепредавство на нацијата и државата. И затоа го отфрламе подпишувањето, кое што не е врз принцип на еднаква сувереност. Договор значи заемен интерес на две страни кои се почитуваат. Во случајов, Бугарија со подпишувањето на овој договор ја злоупотребува нејзината позиција во Европската Унија, апликацијата на Македонија за членство во овој сојуз на држави, со уцена или ќе прифатите дека македонците не постојат, односно се бугари, или нема да ви дадеме согласност за почеток на пристапните разговори за членство на Македонија во Европската Унија. За нас се неприфатливи овие уцени и затоа отфрламе заедничко чествување на Илинден, кој е ден на државноста на Македонија, национален празник на македонскиот народ. Бугарите си го слават 3 март како национален празник, како основа на нивниот неоромантизам за голема Бугарија во чии рамки ќе биде Македонија. За нас тоа е неприфатливо и во секој случај отфрламе заедничко чествување на Илинден и на други датуми настани личности, се додека официјална Софија не го прифати постоењето на македонскиот народ, јазик, култура, историја и држава. Да нема повеќе жртви на патиштата, ова е мотото на акцијата која што ја спроведе територијалната противпожарна единица од Велес. Пожарникарите преку флари кои ги поделија на возачите на автопатот Скопје-Велес им укажуваа на важноста од почитување на противпожарните препораки и секако сообраќајните правила. Под мотото да нема повеќе жртви на патиштата, територијалната противпожарна единица од Велес започна едукативна акција преку делење флаери на возачите на наплатната рампа за патари на Велес со цел превенција од пожари. Ова е редовна пракса на противпожарната единица преку која се едуцираат граѓаните да ги почитуваат сообраќајните знаци, да ја проверуваат исправноста на возилата и слично. Самото тргање на пат, самите туристи, односно сите граѓани од Република Македонија треба да си проверат своите возила, како од техничко исправност, така и плинските уреди каде што користат горива материја за движење на возилата. Секако по сето запирање или премореност на автопатот треба да запрат, значи не да продолжат со движење кога се преморени и да не фрлат опушоци по автопатот, ради тоа што може да настане пожар на отворен простор, каде што имаме опасност проширување и запалување на самите шуми што сте покрај автопатот. Возачите треба редовно да носат противпожарен апарат во возилото. Лепидовски апелира и до возачите кои пренесуваат нафтени деривати и други запалливи средства да возат предпазливо. Изборот за најголема звезда на Велешката петијада 2017 година е направен. Љубителите на пастармајли, вино и добра музика ќе ги забавува Здравко Чолик. Неговиот настап е закажан за во сабота на 7 октомври со почеток од 22 часот. Овогодинешното 14-то издание на една од најголемите манифестации во Република Македонија ќе се одржи на 6, 7 и 8 октомври. Терминот за одржување на годинешниот 14-ти поред фестивал на питата и виното Велешка петијада одамна е познат. Од пред некој ден позната и главната музичка звезда. На втората фестивалска вечер гостите на овој гастрономски фестивал ќе ги забавува Здравко Чолик. Градоначалникот Шадиев објави дека преговорите со Чола завршиле позитивно и тој официјално е дел од оваа петијада, но најавува и многу други музички имиња. И останатите звезди што ќе настапат во текот на 3 дена со оној стандарден концепт што го имаме, успеавме да се наметнеме како организација која има едно ниво, еден стандард на начин на действување, значи со единственост.
Јас очекувам дека ние ги почнаме подготовките многу скоро. Денеска ќе се избере на јавна надавање кој ќе го прави спотот за питијадата, кој ќе ги подготвува останатите рекламни материјали за самата питијада и јас очекувам една добра организација, добра подготовка, бидејќи ги почнавме веќе подготовките и очекувам рекорден број на посетители во нашиот град. Информацијата за гостувањето на Чолеќ во Велес, Чадиев ја сподели на својот Facebook профил. За помалку од 24 часа, вели дека објавата имала 38.000 прегледи. Првичната заинтересираност што се покажа на овие помалку 24 часа по објавувањето на подпишувањето на договорот со менаџерската куќа околу доваѓањето на Здравко Чолеќ на питијадата, самата заинтересираност на повеќе од 38.000 прегледи говори дека сме го постигнале првичниот ефект. 6, 7 и 8 октомври сите патишта од Македонија ќе водат кон Велес, бидејќи организаторите очекуваат манифестација најмалку успешна колку она од минатата година. Програмата за Тиквешкиот гроздобер, кој што годинава ќе се одржи од 7 до 10 септември, денеска беше усвоена на продолжението на 59-та седница на Општинскиот совет. Годинава е предвидена богата културно-уметничка програма. Вкупниот буџет изнесува 5.970.000 динари, а само општината ќе покрие 4 милиони динари. Со 10 гласа за и 6 против беше изгласана програмата за Тиквешкиот гроздобер 2017 година. На продолжението од 59-та седница, која се однесуваше конкретно на оваа точка, советниците од опозицијата се изјаснија дека нема да ја дадат поддршката за вака направената програма, водејќи се од мислењата на граѓаните. Советникот Горан Белевски од СДСМ го праша организаторот зошто се уште не им се исплатени наградите на минатогодишните победници од карневалот, на што представничката од агенцијата Тимов истакна дека на нивната сметка немало легнато финансии за вакви награди, туку тоа било обврска на локалната самоуправа. Советниците расправаа и гласаа по неколку амандмани во функција на оваа манифестација. Имено, еден од нив беше на Сдруженијето на граѓани Хаемус, Винарија Рустика, поврзано со енолошкото представување на манифестацијата кој беше усвоен, а следните два амандмани кои ги поднесоа советниците на СДСМ се однесуваа на средства наменети за содржинскиот дел на програмата. Имено првиот амандман беше за намалување на средствата во износ од 710.000 денари на 210.000 денари за организацијско-продукцијски трошкови. Истиот не беше усвоен, а вториот амандман беше да се укинат предвидените 250.000 денари кои беа наменети за детскиот карневал на кој што учествуваат деца од основните училишта од Кавадарци. Овој амандман со 9 гласа за и 7 против беше усвоен. Со неколку критики околу организацијата беа и дел од останатите советници на СДСМ, констатирајќи дека близу 6 милиони денари се многу пари за ваква манифестација. Инаку годинава Тиквешкиот гроздобер ќе се одржи на 7, 8, 9 и 10 септември. За истиот е предвидена богата културно-уметничка програма, а главната атракција ќе биде концертот на хрватската музичка звезда Северина. Инаку вкупниот буџет за овогодинешниот Тиквешки гроздобер изнесува 5.970.000 денари, а само општината ќе покрие 4 милиони денари. Градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов денеска се сретна со светски шампион кикбоксерот Димитар Георгиев и тренерот на клубот Гладиатор Ѓорги Вучков. Тие разговараа за досегашни успеси и дни надпреварувања и условите во кои тренираат. Успехот на неготинските спортисти и кикбоксери денеска беше повод да се сретнат со градоначалникот Ванчо Апостолов. Имено трикратниот светски првак Димитар Ѓоргиев и тренерот на клубот Гладиатор Ѓорги Вучков денеска разговараа со Апостолов за нивните досегашни успеси и идни надпреварување и условите во кои тренираат. Тие истакнаа дека се задоволни од досегашната поддршка на локалната самоуправа. Денешната посета не е за да го известиме за следните турнири, бидејќи нашиот кикбокс клуб Гладиатор на Готино е активен и прави резултати на државни првенства и на меѓународни првенства и сега следно првенство не очекува во септември. Тоа е јуниорско првенство. Од нашиот клуб за сега имаме еден репрезентативец кој што е избран од
Националната федерација, Роберт Костовски, па се надевам дека ќе постигне резултат и мораме, нели, како што е редот, да го известиме градоначалникот, да кажеме кои ни се идните планови и што не очекува во иднина. Градоначалникот пак посочи дека како досега така и во иднина безрезервно ќе ги поддржува сите спортисти кои на нивните надпреварувања во одлично светло ја представуваат државата и го афирмираат градот Неготино. Ние како општина и јас како градоначалник во континуитет соработувам со сите спортисти, а посебно пак со врвните спортисти кои излегуваат од нашата општина. Често пати се среќаваме, зборуваме околу нивните потреби, одредени барања кои нормално за екзистенција на клубот се потребни и јас во рамките на можностите на општината се трудам максимално да им излезам во пресред на нашите спортисти. Кикбокс клубот Гладиатор брои редовни 30 членови кои тренираат и учествуваат на државни и меѓународни првенства. Уште 3 лица од гостиварското село се хоспитализирани во клиниката за инфективни болести со висока температура, пролив и повраќање. Тие заедно со четворицата кои беа хоспитализирани со истите симптоми на клиниката се со полесна клиничка слика и не се во животно загрозувачка состојба, изјави денеска заменик министерот за здравство Гоце Чакаровски. Во меѓувреме се чекаат резултатите од анализите за утврдување на причината за смртта на двете лица од гостиварското село Симница, кои починаа на клиниката за инфективни болести, откако биле донесени во тешка здравствена состојба. Продолжуваме со останатите информации од Македонија. Локалните избори ќе бидат распишани на 6 август, а истите треба да се одржат на 15 октомври. Ова го истакна председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери. Државната изборна комисија се подготвува за престојните локални избори. Изминатиот месец донесе неколку подзаконски акти, правилник за измена на правилникот за начинот и постапката за решавање приговори, упатство за начинот и постапката за поднесување, прием и потврдување на кандидатските листи за локални избори, упатство за утврдување на личниот идентитет на гласачот и упатство за важечки и неважечки гласачки ливчиња. По одложувањето на локалните избори кои требаше да се одржат на пролет, со што на градоначалниците и советите им истекоа мандатите, локалните самоуправи продолжија да функционираат технички само со тековни активности по донесените законски измени. Дваесетина коњаници од Горно Лисиче денеска ќе го почна 39-тиот Илинденски марш 2017, кој што треба да заврши на 2 август во Крушево. Традиционално маршот почнува попладне од паркот Јане Сандански во општина Аеродром. Според организаторите, Сдруженијето на граѓани од Горно Лисиче и Линденски марш 1978, оваа година учесниците се на возраст од 18 до 65 години, а дел од коњаницата која го символизира македонскиот непокор ќе биде една девојка. Според планот, утре околу 19 часот, коњаницата ќе пристигне во Велес. Тука ќе ноќева за во сабота да го продолжи патот кон славното Крушево. На Корејскиот полуостров денеска се одбележува 64 годишнината од завршувањето на Корејската војна и од влегувањето во сила на спогодбата за прекин на судирите, која тогаш беше договорена. Јужна Кореја им оддава почит на војниците кои загинале за време на судирите, кои траеја од 1950 до 1953 година и завршија на 27 јули 1953 година со спогодба за прекин на борбените дејствија. Северна Кореја тој ден го нарекува денот на победата, кој за неа е празник. Вестите од светот. Црногорското собрание ги усвои измените и дополнувањата на законот за додадена вредност. Тој на сила стапува од наредната година. Тогаш ДДВ наместо 19 ќе биде 21%. Зголемувањето на стапката на данокот за додадена вредност има за цел намалување на јавниот долг. Земјата има јавен долг од околу 65% од бруто домашниот производ. На последната седница црногорските пратеници ја усвоија и тригодишната фискална стратегија. Платите на вработените во јавниот сектор ќе се намалуваат, а земјата одлучила да ги укини бенефициите за мајките со 3 или повеќе деца.
Новите мерки за намалување на трошоците според министерот за финансии имаат за цел зајакнување на фискалната стабилност, фискалниот суфицит и намалување на јавниот долг до 2020 година. Обама Кер го преживеа и вчерашното гласање. Сенаторите со 45 гласа за и 55 против го одбија предлогот за целосно укинување на Обама Кер за период од 2 години, во кој Конгресот би требало да усвои нов закон за здравствена заштита. За ваквиот исход клучно било гласањето на 7 сенатори републиканци кои што гласале против предлогот за целосно или деломно укинување на законот за здравствена заштита, донесен во времето кога председател на САД беше Барак Обама. Републиканците кои што имаат мнозинство во двата дома на Конгресот во САД, а од јануари годинава ја контролираат и Белата куќа, најавија укинување на законот Обама Кер, кој што беше донесен во 2010 година. Но дел од сенаторите и конгресмените републиканци не се согласуваат со предлозите за измена на законот што ги предлагаат партиските лидери. Една група сенатори и конгресмени кои што припаѓаат на конзервативното крило на републиканската партија бара целосно укинување на Обама Кер, додека друга група од редовите на умереното крило на републиканците се против кратењето на буџетот за здравствена заштита регулиран со овој закон, сметајќи дека таквата мерка најмногу ќе ги погоди лицата со ниски примања. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш е загрижен од потенцијалната опасност за пораст на насилствата, откако палестинските групи Фатах и Хамас ги повикаа муслиманите на масовни протести во петок поради израелските спорни мерки за ридот на храмот. Гутереш апелира до сите политички и религиозни лидери да се воздржат од провокативни акции и реторики за светите места во Ерусалим, а Израел да покаже самоконтрола. Денеска имаме променливо облачно време со сончеви периоди. Во подоцните часови ќе има зголемување на облачноста и услови за локални краткотрајни врнежи од дожд и појава на грмежи. Ќе дува умерена долж поврдарието засилен ветер од северозападен правец, кој ќе предизвика намалување на температурата на воздухот. Дневната температура ќе се движи од 25 до 32 степен. Со кратките метеоинформации го завршуваме ова информативно издание. Ви благодарам на вниманието.